Областа за која има најмалку стручна литература, макроекономијата, од вчера е збогатена со 3 нови наслови кои фрлаат нова светлина на оваа суптилна тематика. Станува збор за книги пишувани во последните 6 години, а кои се занимаваат со економијата на глобално и локално ниво. Зошто и покрај се поголемото и рапидно растечко економско знаење, светот се уште пишува истории за глобалните економски кризи. Зошто и покрај тоа што е општо прифатено и веќе на ниво на научна аксиома дека финансиските пазарни институции се главни импакт фактори што влијаат врз развојот на економијата како сфера, но и на глобалниот општествен систем, сепак истите долги декади беа крајно маргинализирани од макрорегулаторните институции, како тоа се рефлектираше во сите подсистеми на општествениот систем. Кое е поширокото значење на овие книги во светот на финансиите и парите? Оно што е значајно и битно во овие 3 книги се однесува на финансискиот разработка на финансискиот систем на глобално ниво, меѓутоа и на макроекономско ниво во Република Македонија, и неговото значење е секако давањето на определени насоки кои што ги дава авторот на овие книги во однос на движењето на финансискиот систем во Република Македонија и во однос на влијанието на финансискиот систем врз макроекономската стабилност и понатамошен макроекономски раст и развој во Република Македонија. Објавувањето на 3 книги доаѓа во предвид кога истражувањата покажуваат економска неписменост и неедуцираност на нацијата. Од тука, објавувањето и читањето на книги со економска содржина е единствениот начин за промена на оваа состојба.